Се враќаме назад во студиото, како што веќе најавив, со мене и со колегата Баневски се нашите гости Билјана Филиповска од Добра земја, задруга на потрошувачи на органска храна, и Васил Петрушевски, органски производител од Бијаква фарма. Добре дојдовте во студиото на 1 ТВ. Ќе разговараме за темата која ние вчера ја отворивме, а тоа е дозволувањето на ГМО храна во промет да се пушти во земјата. Господја Филиповска, вие ја напишавте петицијата, она онлайн петиција, до овој момент има околу 4000 потписи, ако не се лажам. Зошто? Видете, јас веќе 5 години сум во сферата на потрошувачкиот аспект во прехраната, значи застапувам задруга на потрошувачи на исклучиво македонски, исклучиво органски производи, не третирани, значи според органските принципи. Она што оваа година директорот на Агенцијата за храна и ветерина веќе го најави уште на почетокот на самата година преку 2 интервјуа, беше дека оваа промена ќе следи, меѓутоа никој од нас тоа не го свати толку сериозно, затоа што сметавме дека таква една сериозна тема не е возможно да стапи на сила во Македонија, промена на закон со цел да почне производство на генетски модифицирани организми во земјата од повеќе причини. Пред се имаме позната и долготрајна традиција во земјоделието, имаме перфектни, прекрасни, одлични услови за производство на здрава храна на одржлив начин. Го субвенционираме органското земјоделие, воопшто не сметавме дека ќе дојде до овој стадиум. Кога видов дека се иницира реално веќе измената на законот, се запрепастив. Велите здрава храна, дали тоа значи дека вие сте на ставот дека генетски модифицираната храна е штетна? Не само јас, цела има светско движење кое што е анти-ГМО, против генетски модифицираните организми, составено и од научници, и од професори, и од производители, и од земји, севкупно на национално ниво и така натаму. Статистиката вели дека 28 земји во светот моментално продуцираат ГМО производи на својата територија, од кои што само 5 се на ниво на Европската унија. Би сакала да истакнам дека Јапонија е како најголем увозник се појавува на генетски модифицирана храна, меѓутоа нема производство на својата територија. Европска унија од друга страна и како ние земја претендент, односно аспирант за да влеземе во Европската унија, сакаме да ги следиме европските регулативи, меѓутоа ЕФСА, Организацијата на Европската унија, надлежна за да го регулира и следи организирањето на пазарите на оваа тема, остава секоја земја членка, аспирант или моментално да избере за својата одлука дали ќе произведува генетски модифицирана храна на својата територија. Господин Петрушевски, вашиот став за генетски модифицираната храна, односно за нејзиното дозволување да се најде во промет на македонскиот пазар? Па јас како органски производител се наоѓам на сосема другата страна. Ве загрозува ли вас ваквиот закон? Многу. Во моментот кој ќе се пушти во промет производство на генетски модифицирана организми во Македонија за исхрана, тоа влијае врз целиот екосистем. Конкретно нема да може да се кај мене, ја може да го изгубам сертификатот ако околу мене, на километар од мене се одгледува генетски модифицирана храна, затоа што самите влијанието на генетски модифицираната храна не е само локално, туку преку поленот, преку опрашувањето влијае и на сите околни посеви. Тоа значи дека не можеме да насадиме органско семе на место или близу нива на која се одгледуваат ГМО семиња? Да. Тоа значи дека ќе се изгуби сертификатот. Неповратно се уништуваме почвата со еден вак. Во однос почвата е сосема друга приказна. Значи, примената на ГМО технологијата. ГМО технологијата прво не иде само, да кажеме, само семето, не е само семето. Секое семе си има специфичен начин на употреба. Конкретно станува збор за два вида на начин на употреба на ГМО во светот. Тоа на големо што се произведува. Тоа се отпорност на инсекти и исто така отпорност на хербициди.
Тоа што во видеото при гостувањето на директорот на АХВ имавме прилика да му го пуштиме како материјал, меѓутоа тој велеше дека тоа што господинот го зборуваше дека нема никаква врска и дека всушност се уште не е докажано дека ГМО-то има некакви последици врз човековото здравје. Како вие ова би го побиле? Има последици директни и индиректни последици. Како прво, секој ГМО организам, конкретно кај ГМО-то што е отпорно на хербициди, тоа е отпорно до тоа ниво што е тоа многу над нивото во самата природа. И во тој момент и тоа е дизајнирано да биде отпорно на тој вид хербицид. Така што производителите може да прскаат со тој хербицид колку што сакаат. И во даден момент, кога прскаат со него, тие зголемуваат дозата, за да се сигурни дека всушност нема да поникне ниту едно тревче. И со тоа целосно спражуваат почвата. Од друга страна пак самиот хербицид останува на самото растение и исто така навлегува во почвата и во подземните води. Преку подземните води тој хербицид се шири директно во ланецот на исхраната на човекот, тоа е од една страна, а доека пак преку пченката, конкретно станува збор за пченката, пченката се произведува за сточна храна. Нивото за дозволените нивоа за резидуи во сточната храна се многу поголеми во однос на дозволените нивоа на тие резидуи кај луѓето. Така што без малку животните јадат отров, кој што понатаму преку ланецот на исхрана стигнува повторно преку човекот. Значи тоа е во однос на ГМО-то што се употребува за отпорност на растенија, за отпорност на хербициди. А понатаму постои друг вид на ГМО кој што се употребува за заштита на инсекти. Значи во самото растение е вграден инсектицидот. Вграден инсектицидот. Во лабораториски услови. Да. Толку, значи едноставно се произведува инсектицид на големо. Тоа кажува повеќе од доволно според вас? Да, нема што тука. Ако дозволите само да се надоврзам од аспектот на конзументите, потрошувачите. Август оваа година Монсанто, главниот светски производител, неодамна купен од Баер, доби во Сан Франциско судска пресуда и обвинете и треба да плати 286, мислам, милиони долари на градинар, американец, кој што го тужи поради докажаниот ефект на глифосатот, кој што е еден од двата главни хербициди кои што Монсанто, односно Баер, ги произведуваат, тоа се Roundup и глифосат. Во тужбата конкретно е докажано дека човекот има добиено рак од глифосатот, кој што е докажано канцероген. Не само во тој случај, има докажаност и за ризик од загрозена плодност, поврзаност директно на глифосатот и токсичноста со аутизам и така натаму. Така што поврзувањето на ГМО производството е несомнено поврзано со користењето на тие два хербициди. Едното со другото е поврзано и во случај на ГМО семињата и во случај на хербицидите исте производителот. Така што имаме еден монопол на едното со другото, кој што има докажано негативни бизнес интерес пред се. Да, што се однесува до научните истражувања и до што е докажано, што не е докажано. Во овој случај и другата страна, она која го предлага законот, вели дека не е докажана штетноста. Што мислите вие за науката, конкретно? Дали доволно се занимаваат со овој проблем? Зошто се уште, ако вие сметате дека е штетно, ги видовме вчера и оние глобални движења секоја година во над 300 градови во светот, дека се протестира генерално против генетски модифицираната храна. Зошто стигнаа такви размери тие протести, доколку луѓето веруваат дека храната не е штетна? Од една страна, меѓутоа, зошто науката досега, а знаеме докаде ние стигната науката, не успеала да докаже штетност, нештетност без оглед? Зошто сме научно на статус кво, за да има некој аргумент за да каже дека ова е докажано, ова не е докажано? Веројатно, два аргументи се како одговор на ова прашање. Првиот е дека сите студии кои што произлегуваат се финансирани од самиот производител на семињата и на хербицидите и нивната објективност и релевантност е под голем знак прашалник.
Самата наука изискува финансии кои што се сериозни за да се дојде до научни истражувања и зборуваме кој ќе ги финансира тие неутрални или објективни пристапи на науката. Секако дека има и од едната и од другата страна некакви докази и на светско ниво веќе тие се многу спротиставени. Се уште си ги рамнат силите вака неофицијално. Се уште немаме една научна студија која би можела сите да се фатиме за неја и да ја сметаме за релевантна. Вториот доказ е долгорочноста, односно краткорочноста од почетокот на користењето комерцијално садење за човекова конзумација на ГМ семиња. Тоа се во 90-тите, значи 20 неполни години, се смета дека тоа не е доволно и тоа е еден од големите ризици затоа што не знаеме во што навлегуваме. Глифосатот е докажан со судска одлука за кој што треба да се платат над 280 милиони долари, дека е штетен. Толку завршува муабетот. ГМО е штетно. На директен или индиректен начин, ГМО е штетно. Според Да докажам дека не гледаме ние само како можеме да бидеме ограничени на човековото здравје само да гледаме. Разбирам дека од оваа перспектива наша е една од најбитните работи. Каде станува збор за природниот аспект, биодиверзитетот, целосно отстранување од природниот еволутивен процес, кај што се случуваат работите на еден природен еволутивен начин. Мешање во еволутивниот процес. Зборуваме за загадување, енормно изголемено користење на хербицидите, кои што одат во почвата, кои што одат во водите. Значи, тоа е еден неповратен циклус и има многу аспекти. Каде е културолошкиот аспект, на гастрономските практики, на автохтоните локални семиња, има традиции цели поврзани. Во петицијата напишавте збогу мајварка, дали мислите дека комплетно ќе се уништат нашите култури? Го напишав за да луѓето сватат за што зборуваме. Затоа што ако терминолошки некако сме да речам застранети, можеби да не сватат. Сакам да сватат луѓето колку е сериозна темата. За што зборуваме? ГМО-то не е таму некаде, изолиран случај, што нема да не допре. Значи, тоа е дел од природниот циклус. Еднаш, кога ќе го пласираме да влезе во природата, нема поврат назад. Особено што има одредени ризици, особено што има веќе докажани негативни аспекти од индиректни или директни. Дава ли резултати вашата борба, се извинувам, во врска со кога станува збор за едуцирање на граѓаните или представување на заканите, бидејќи спомнавте имате 4000 потписи досега соберено, целта е 10.000 на онлайн петицијата. Каква е вашата перцепција? Дали граѓаните доволно се запознаени со овие закани кои што предстојат? Видете, јас гледам на оваа тема како општо добро. Значи, ова е нешто што сите не засега на едно основно ниво и тука ниту гледам ние наспроти вие, никакви поделби. Значи, апелот е нашата активизмот наш во насока на информирање на неинформираните и на тие кои што ги носат одлуките или ќе ги донесат одлуките да знаат со што се нафаќат и каква одлука носат. Во однос на јавност и јавната свест е веројатно нашата алатка или начин како во закон кој што е веќе влезен во некаква меѓуинституционална постапка да се обрне внимание на самите пратеници на институциите дека нешто се случува. Конкретно, значи, има свесност во Македонија на моја позитивна изненаденост, многу поголема од што очекував. Овој одзив на петицијата е во минатите 2-3 дена, така што очекуваме во наредниот период да се зголеми. Имаме планирано активности, имам вмрежувања во светот со интернационални, регионални мрежи. Така што имаме луѓе кои што се научници, кои што се професори, кои што години се мобилизирате за да го опонирате ваквото решение кое што власта има намера пред. Знаете како, не да опонираме, да воочиме. Така, со самото тоа вие би го опонирали и би го спречиле ваквото ново законско решение кое што нели тврдите дека Целта е таа. Целта е таа. Вчера директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го наметна како теза тоа дека се бори за правото на избор на потрошувачот и дека го спомена и примерот со цигарите и тие се штетни, па дел од нас пушат. Нели треба да му се дозволи на потрошувачот да избере. Вие мислите дека е во ред овој став, дека треба да се најде па да се остави на потрошувачот да избере дали е тоа штетно или не, или сепак верувате дека штетата што ќе биде направена од влезот на генетски модифицираната храна во земјава ќе биде поголем од тоа да се има право на избор? Па вака, значи во овој момент на ниту еден начин не е обележено дали ГМО храната, дали храната што ја јадеме содржи ГМО,
организми или пак не содржи Меѓутоа сега не е ГМО. ни дозволено. Не е недозволено, ама еве како што гледате неколку си тестови покажале дека всушност и покрај тоа што не е дозволено, некако влегува храната, таа ГМО храна во Македонија. Сега, јас сметам дека во секој случај треба многу да се работи на законските и подзаконските акти. Во која смисла? Тековното законско решение е пишувано како да се произведува ГМО во Македонија. И во еден момент законодавецот увидува дека всушност ќе направи голема белја и кажува веќе нема да се произведува ГМО во Македонија. Така што тековните акти се напишани на тој начин како што се напишани и после тоа само со еден член во законот за безбедност на храна се наведува дека е забрането производство на ГМО организми во Македонија. Значи, местото на тој член не е таму. Местото на тој член е во точно законот за генетски модифицирани организми. Исто така, нормите во светот се менуваат. Тие норми што се наведени во тековните законски решенија се од некое си постаро време. Сега има нови сознанија како влијае ГМО-то врз околината и врз човекот и самите европски земји одлучуваат тие норми да ги сменат и кај нив. Така што сметам дека сега нормата треба да се смени кај нас. И сега и момента... За која норма? Зборувате за онаа која сега во моментов дозволува производство на органска храна или за онаа која ако помине овој закон, која од јануари ќе дозволи ГМО храната да се најде во промет? Значи, и тековната дозволено да се произведува. Значи тековната норма мора да се преработи. Во секој случај мора да се преработи на еден или на друг начин. Како ќе одлучат, тоа не знам. Дали ќе се одлучат тие да дозволат ГМО во Македонија или пак да не дозволат. И во едниот случај и во другиот случај нормите мора да се преработат. Се надевате ли дека парламентот ќе ве повика на јавна расправа и дека воопшто ќе има јавна расправа, бидејќи 3 дена, како што веќе е петицијата онлайн, не е дека не направивте, не е дека не привлековте внимание кој пошироката јавност? Се надевам. Така, вие би прифатиле да го предлог да седнете на маса и конкретно да имате удел во тоа и во која насока би иделе вашите интервенции во тоа законско решение? Па мислам дека тука Билјана Пушич одговори. Имаме неколку аспекти кои што би ги предложиле. Се разбира дека би прифатиле, барем јас и како коалиција и сите оние кои што да речем работат на оваа тема, се од сфера на наука, професори и така натаму. Немаше јавна дебата. Имаше еден настан кој што директорот во вчерашното интервју го спомна во текот на септември, тоа е со Стопанската комора. Јавна дебата значи, знаеме што значи. Спротивставени мислења да се издебатира од двете страни, сериозно е многу прашањето. Се протнува на мала врата, незнајно, многу сериозна тема со ризични последици, потенцијално. Конкретно, значи, би предложила, ако се соочуваме како држава со проблем, затоа што во светот веќе циркулираат генетски модифицираните организми и храна последователно, особено сојата и пченката, 95% од сточната храна увезена е ГМО, значи јадеме месо кое што е хрането со ГМО. Што значи дека веќе јадеме ГМО и покрај тоа што не е дозволено? Индиректно, да. Индиректно. Индиректно преку месни производи и преку и при тоа нема начин како да се или постои начин да се регулира. Мојот предлог би бил наместо да го менуваме законот, да дозволиме промет на производство на генетски модифицирани организми во земјата, ајде да ја регулираме моменталната состојба, што значи означување на производите кои што содржат повеќе од 0,9, означување на млечните производи и месото кое што се хранети со сточна храна ГМО, зачувување на локалните автохтони сорти, осврт еден кон земјоделие со одржливи практики, затоа што еден од аргументите на генетски модифицираните организми кои што целата фела која што е про ГМО е дека ќе го нараниме светот. Да поентирам,
дека светот произведува доволно храна за 12 милиарди жители, согласно ФАО, согласно повеќе статистики. Светот фрла секоја година 40% храна. Во Македонија тоа е 30%, 12.000 тони минатата година. Кога индустријата на производство на храна би била загадувач или земја, би била вториот најголем загадувач во светот. Значи, фрламе храна, загадуваме, а зборуваме ќе го нахраниме светот. Значи, не можеш да го одземеш, не е причината немање доволно храна. Причината е немаме одржливи земјоделски практики, на право време храната да биде на право место. Ајде да ги решаваме тие проблеми. Да најдеме како таа фрлена храна да стигне до тие луѓе на кои што им треба. Наместо да измислуваме нови технологии. Органското производство со кое што вие се занимавате, доживува процут во земјите од светот, доколку може така да констатираме. Но колку сметате дека овдека има простор за луѓето да се откажат од дел од својот комфор и да имаат дома една мини градина во која што ќе одледуваат сопствени производи и ќе бидат сигурни, па дури и во ваков период, дека тие производи навистина се здрави и дека се нивни домашни? Јас работев во IT сектор, станав земјоделец. Толку. Што беше тоа што ве натера компјутерите да ги оставите за да заминете на нива? Па, условно речено. Во секој случај, прво опкружувањето, загадувањето во Скопје. После понатаму сакав да правам нешто што сите луѓе ќе бидат среќни и радосни. А при тоа никој да не биде загрозен. Да. Спомнавте дека вие ќе бидете загрозени со измената на овој закон, бидејќи ќе имате влијание и ќе бидете изложени на ГМО организми. Дали имате сознанија за некој од ваши колеги, да речам, органски производители, да бил до сега да му била одземена лиценцата, односно дозволата за поради влијанија од ГМО? Значи, во Америка, конкретно на Хаваи, човекот си одгледува папаја, органска папаја. 80% од папајата во Хаваи е ГМО. Човекот ја губи лиценцата ради тоа. Тоа е една работа. Од друга страна, во Македонија веќе се произведува органско семе за странски пазар. И тоа конкретно за пченка. Сметам дека луѓето ќе го загубат договорот ако се дозволи ГМО во нивната. Значи до сега немало локални случаи вакви. Па затоа што законот официјално не го. Да, официјално не се произведува ГМО. Не но знам колку се контролира опасност да биде. Сепак постои, така што до сега во Македонија не. Мило, во август имаше случаи кога открија во ориз и во соја дека има ГМО, тие токму директорот на ХВ ги санкционираше. Го откри дури производителот во Кочанско, ако не се лажам. Но супер анализата за оризот покажа дека тоа не е ГМО. Тоа зашто беше тргнат од вчера, директорот рече дека била ГМО. Не знам, јас знам дека дека тие примероци се однесени на супер анализа, кој што покажа дека оризот не е ГМО, барем така имаше во медиумите. Сега точно конкретно што е, како е, не знам, но така беше во медиумите, колку се сеќавам. И уште едно прашање имам во однос на означувањето. И вие сте на ставот дека под 0,9% не треба да се означи дека е ГМО? Ако земеме нула толерантност, тоа ќе ги многу работите заостри. Јас секако лично би го застапувала тој став. Реалноста вели дека не е возможно, затоа што сепак живееме каде што живееме и во смисла каде што живееме. Ефектите, поврзаноста на екосистемот, влијанијата, не може да се констатира производството на храна во лабораториски услови подеднакво, како за ГМ организмите, така и за органската храна. Имаат влијание еден на друг. Според пропишаните стандарди правила, ако се применат, 0,9% е одредница на светско ниво. За мене тоа би било задоволително. И е во ред. Меѓутоа да биде означено. И јас да знам, ако имам во сникерсот или во што и да е 0,9 соја лецитин или помалку, да знам, за да бирам дали ќе го конзумирам или не. Така пред малку ги споменавме протестите кои се случуваат на глобално ниво. Дали мислите дека е можно кај нас да стигне до такво нешто?
Мислите ли дека е можно да се мобилизираат граѓаните да излезат на улица на протест против ГМО храна, бидејќи да стане актуелна тема како што е аерозагадувањето, да речеме. Годишно излегуваат на еден ист ден да го одбележат таа глобална борба против. Тоа се случува во земји каде што е дозволено производство на ГМО. И производството и кај нас е дозволено. Според она вчера што се произведува, значи кај нас не се произведува, завршена работа, кај нас почне. не се произведува. Планираат и не ќе почне, се планира, значи тековните законски измени викаат дека ќе почне, но се уште не се произведува ГМО. Забрането е ГМО за производство за домашен пазар, да, тоа веќе го потврдивме, но мислам за производство. За храна. Забрането е. Завршена работа. И за домашен и за странски пазар. Забрането е. Ние сме генетско модифицирано семе да биде култивирано и садено на македонска почва. Ви ја објаснав генезата дека всушност се планирало Македонија да биде ГМО земја, да се произведува ГМО. И во еден момент луѓето се свестуваат дека тоа е штетно и едноставно се донесува одлука да не се произведува ГМО. Тоа е направено само со еден член во законот. Тоа зашто мислите дека сега сака, како што пред малку рековте, да се протне на мала врата? Затоа што измената на тековниот закон, мислам дека беше член 38 или 36 кој што викаше, се укинува законот, се укинува членот 55 од законот издаден во службен везник 187/30 и нешто. Само тоа. Закон. Толку. Дали сте се обратиле до надлежна институција откако е овој предлог закон најавен? Например, животна средина, земјоделство. Па и народен правобранител, да речеме. Комуницираме со сите засегнати страни, вклучително и со институциите, во тех се секакви контакти, и со пратеници, и со институции. Подготвуваме следни активности, наш аспект на сите овие теми опфатени во еден допис, образложени, аргументирани и така натаму, со цел да ги доставиме, затоа што јас не знам од каде се информираат пратениците пред да донесат некаква одлука или својот глас да го дадат, затоа што многу е сериозна темата и се опфатна. Не ги слушнавме до сега Министерството за животна средина и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство да се произнесат со официјални ставови, покрај тоа што се директно засегнати ресорни министерства на темата, и се надеваме на поттик со сите овие наши активности за да и тие изреагираат. Така вчера директорот практично и вети дека има јавна дебата, јавна дискусија за овој закон, откако ќе ги помине неколкуте инстанции правни. Се надевам дека ќе се видиме на таа јавна расправа и таму ќе можете да ги противставите ставовите за и против. Жал ми е што не успеавме тоа да го направиме во студио, можеби сепак ќе беше поинтересно на иста маса да ги. Но можеби во некоја друга прилика. Тука би требале, мислам, веќе да се одјавиме и покрај тоа што би сакале повеќе да опфатиме повеќе сегменти доколку се уште има, но тоа е времето што е и се надеваме дека ќе успееме да се повеќе да слушаме за вашите предлози кои што би оделе во насока на подобрување, на гарантирање на здравјето на граѓаните. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам, би сакала додам дека има 8 општини кои што се декларативно веќе во 2013 означени како ГМО општини слободни од ГМО. Така што не е дека нема луѓе кои што работат на темата и се свесни и одиме понатаму за да се зголеми бројот на општини. Така е, се надеваме дека петицијата ќе успее да го собере доволниот број на потписи, за да евентуално со тоа ќе се докаже дека граѓаните се запознаени од штетните последици од ГМО. А вие, почитувани, останете и натаму со нас. По овој блок следува краткиот, односно делот, забавниот дел од ова Студио 1, а потоа ќе ве дружи колегата Александар Чомовски. Секако во 21 часот не пропуштајте го ниту најновото издание на Правда и неправда со колешката Гордана Дувњак. Тука јас и колешката Кристина Атовска се одјавуваме со ова и со нас се гледате веќе во четврток. А утре останете со нашите колеги Јана и Чаловски. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.